види изненадување за нашите првачиња на крајот на учебната година. Затоа обојувањето на камчињата го правиме ние, наставничките. Ги обојувавме со 3 мрсни бои: црвена, жолта и сина. Користевме тегличка, шприцеви и најлончиња. За секоја боја посебни. Кога ова би го правеле заедно со нашите дечиња, најпрактично би било да се користат лакови за ногти во различни бои. Така дечињата ќе можат самите да си ги обујуваат своите камчиња во различни бои, а при тоа камчињата да останат трајно обоени. Сега, заедно со дечињата ќе ја побараме Марина, нашата најомилена наставничка. Таа најдобро знае да ни покаже како се игра играта петкамци. Ало! Здраво! Добро утро! Добро утро, наставниче! Оваа година си научивме многу бавни игри, па затоа посакавме најпрвин да ја се пофалиме на наставничката кои игри знаеме да си ги играме. Со конци си лепевме, ги правевме, тегличките тука, конците си ги чуваме. Ајде некој да ми покаже како се игра играта конец. Да. Андрей. Може ги лусвам. Моето копаме. Сега секое детенце ќе добие по 5 весели камчиња. А потоа ќе видиме како се игра играта петкамци. Кој би ги набои вашите камчиња? Наставничката! Многу вредна наставничка имате. Вредна и убава, и умна, и креативна. Фала. Сега ќе ни покажете како се игра. Ајде да видиме сега како се игра играта, а наставничката Марина ќе ни помага на сите. Колку камчи имаме? Значи имаме сите, проверивме, сите имаме по 5 камчиња и сега можеме да... Може нешто да ме прашат? Ајде. Зошто оваа игра се вика петкамци? Што мислите? Зошто оваа игра се вика петкамци? Од изукавање 5 се игра. Од 5 Браво, умни деца, браво! Ето, така речиња, значи точно затоа ова игра се вика петкамци. И сега, така, ајде сега секој пред него да ги стави малку потаму одите да се сметат еден со друг. Пред вас, вака на масата, 5 камчиња ставете ги. Чашичките малку подалеко, зашто тие ми се само за чување на камчињата. Во нив само ќе ги чуваме камчињата за дома, кога ќе се донесеме, може така? Да. Сега, кога ќе речам, треба прво да фатиме како беше на Марина, значи прво едно камче во раката, така? Ајде, едно камче во раката. И сега. Едното камче се фрла во воздухот и додека тоа оди нагоре, вие со рачето треба на брзина да фатите едно камче долу од клупата и да го пречекате она што во воздухот се цимнува надолу. Обидете се без да ви падне, да го фатите тоа камче во воздухот, а во исто време во рачето да имате едно камче. Ама може да нешто како предвод да надам јас. Значи да не ги фрлате камчињата многу високо, зашто јас кога сум вежбала сум заприметила дека ако го фрлаш камчето многу високо, само може да ти летни негде дале. Добра? Вака малку поблиску, значи ќе ги фрламе. Ајде да видиме. Едно браво, може едно браво. Може да ме кажам нешто? Ако едно камче се фрлите по воздух и едно водаче фатите,
колку камчиња ќе имате во рачот? Браво! На игра теткам е да фрлиш едно камче во воздухот, а од купата да фатиш две. Три! И последниот е да фрлиш едно камче во воздухот, а 4 да ги фатите од вашата купа. Тоа е во воздух, е заедно да ги пресите. Можеме сите. Кога ќе видите второ оделение, сега наредната година од септември, можете на камчињата да си напишете број. Например, бројот 1, бројот 2 или бројот 4, 6. И како ќе ги фрлате камчињата во воздухот, така можете да вежбате математика собирање или пак одземање поголем од помал број. Хубава идеја, ви се допаѓа идејата? Можеме вистина бројки да напишеме на камчињата? 1, 2, 3, 4. Ако сакате македонски да вежбате, тогаш можете букви да нацртате на камчињата и можете на почетна буква да си играте кој збор започнува на таа буква. Можете сами да цртате, значи да ги боите камчињата, можете да пишувате букви, можете да пишувате броеви, што сакате, можете на нив да напишете и да играте и да учите истовремено. Ви посакувам среќен и безгрижен летен распуст. Да си се одморите убаво ова лето и од септември повторно да си се дружите со вашите наставнички. Помилување!